Търсите најекономичното решение за грејење? Тогаш новите револуционерни печки Екошпар се она што ви е потребно во зимскиот период. Печките работат на иновативен греен систем на база на компресирано дрво, наречено пелети, кои се едноставни за складирање и за користење. Екошпар се печки на иднината, што се палат со допир на само едно копче или со подесување на тајмер. Нарачајте веднаш на 046 255 558. Ова се настаните на денот. Намален бројот на гости, но зголемен промитот во угостителските објекти во изминатата туристичка сезона во Охрид. Кој ќе биде новиот председател на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН во Охрид? Молк од институциите за двојазичните табли во Охридската подрачна единица на ПИОМ. Градоначалникот Бакрачевски заигра ракомет и фудбал, промовирајќи ги спортските паралелки при средното училиште Ванчо Питошевски. Од дете за дете, хуманитарна акција на Охридската градинка. Во фондот за борба против еболата има само $100,000. Бан Ки Мун апелира до меѓународната заедница да го одврзи кесето. Ја погледнавме кратката најава за денешните настани, но за нив повременската прогноза. Данкат ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денес времето умерено облачно со сончеви периоди, максималната дневна температура го достигна 20 степен. Воздушниот притисок пак денес во Охрид изнесуваше 1019 хектопаскали. Во сабота, умерено облачно и нестабилно со врнежи од дожд, ќе биде времето во делови од Португалија, Велика Британија и Скандинавија. Во останатите предели од Европа ќе биде претежно сончево со локална облачност. Дневните температури во главните европски градови ќе се движат од 1 степен во Москва до 30 степени во Атина. На Балканскиот полуостров утре времето ќе биде претежно сончево и топло. Дневните температури ќе се движат од 17 до 26 степени Целзиусови. Во Македонија во сабота во утринските часови ќе има појава на слаба магла, а во текот на денот времето ќе биде претежно сончево со локална облачност и топло. Утринските температури од 9 до 16, а максималните се очекува да достигнат 17, односно 26 степени Целзиусови. Во Скопје утре во утринските часови исто така појава на слаба магла, а во текот на денот времето ќе биде претежно сончево со локална облачност и топло. Утринската температура 14, а максималната дневна ќе достигне до 23 степени Целзиусови. Во Охрид во сабота во утринските часови ќе има појава на слаба магла, а во текот на денот не очекува претежно сончево и топло време со локална облачност. Утринската температура во нашиот град 12, а максималната дневна ќе достигне до 21 степен Целзиусов. Во наредните неколку дена сончево време на нашиот град и пријатни дневни температури кои ќе се движат во интервал од 18 до 21 степен Целзиусов. Утринската температура пак ќе бележи значителен пад и ќе се движи од 5 до 12 степени Целзиусови. Гледавте метео во соработка со Данкат, село Мислешево, Струга. Дали си размислувал за бесконечните можности на туризмот? Понуди им ја на туристите традиционалната храна од твојот крај. Ти ќе заработиш, а туристите ќе имаат вкусно и незаборавно искуство. Обиди се. Алтернативен туризам. За тебе, за сите.
гром цени за оваа недела. Свежи банани прва класа 1 килограм намалени од 59 денари на гром цена од 39 денари. Коколино омекнувач 89 денари, Нивеа балсам за после бричење 199 денари, Папилон марамици 19 денари. Стоп Шоп и оваа недела ги препознава вашите желби. Мерси бомбонјера 400 грама 379 денари. Најлепше желје бисквит 36 денари. Синалко кола литар и половина 27 денари. Пивка пилешка салама 800 грама 88 денари. Го барате најекономичното решение за грејење. Тогаш новите револуционерни печки Екошпар се она што ви е потребно во зимскиот период. Печките работат на иновативен греен систем на база на компресирано дрво, наречено пелети, кои се едноставни за складирање и за користење. Екошпар се печки на иднината, што се палат со допир на само едно копче или со подесување на тајмер. Нарачајте веднаш на 046 255 558. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Намален бројот на гости во изминатата летна туристичка сезона, а зголемен е прометот во угостителските објекти. Според статистичките податоци кои денес ги обелодена секторот за тлер, најбројни биле гостите од Турција, веднаш после нив холанѓаните. Туристичката сезона 2014 во поглед на гостите и остварените ноќевања слична со минатогодишната. Ваков е ставот на ТЛЕР, базиран врз статистичките податоци заклучно со месец август, изјави раководителот Ѓоко Апостоловски. Втора година поред секторот за туризам одржува состанок со хотелиерите и угостителите од градов, односно се врши анализа на летната туристичка сезона и презентација на резултатите добијани од анкетните истражувања кои се реализирани од страна на ТЛЕР во соработка со Факултетот за туризам и угостителство Охрид. Апостоловски нагласува дека според видувањата на угостителскиот сектор, иако бројот на гости бил намален, прометот во угостителските објекти е зголемен дури за 15%. Заклучно со месец август, вкупниот број на туристи бележи пад за само 1,5% во однос на минатата година и повторно тука ќе ставиме две најголеми причини според мене во кои што повеќе, значи, мора да кажам дека најмногу се должи на падот на бројот на домашните гости, додека бројот на странските гости е во континуиран пораст и тука воопшто не бележиме никаков пад. Сепак двата фактори кои што се објективни, а претежно за летниот туристички период беа лошите временски услови во месец јуни и јули, а од друга страна и новите светски трендови во поместување на летната туристичка сезона. Апостолов ги изнеси податоците според бројот на гости по држави и реализирани ноќевања. Најбројни се гостите од Турција и Холандија, но и балканските држави се главниот генератор на гости кои што доаѓаат во Охрид, вели Апостоловски. Најбројни до заклучно со месец јули, според податоците на Државен завод за статистика, се гостите од Турција со реализирани 9717 посети, односно лица, или реализирани 14405 ноќевања, што би дошло околу 1,5 ноќевање во просек, додека холанѓаните се на второ место со 7500 посети или вкупно реализирани 43.500 ноќевања, тренд што беше исти во изминатата година. Понатаму во однос на бројот на гости на трето место доаѓаат гостите од Бугарија, Полска, Србија, Грција, Словенија, Хрватска, Албанија, Германија, Австралија. Во анкетните прашалници кои што ги реализирале во соработка со Факултетот за туризам и угостителство за оваа туристичка сезона, Апостоловски кажа дека опфатиле 104 домашни и 68 странски гости. Во нив имало позитивни и негативни карактеристики во однос на сезоната, што пак во иднина, како што
нагласи Апостоловски, истите ќе ги земат во предвид, со цел подобрување на позитивните и елиминирање на негативните забелешки кои што се наведени во анкетните листови. Податоците од анкетите денес беа презентирани пред хотелиерите, кои пак покажаа слаб интерес за средбата со представниците на ТЛЕР. На средбата од страна на ТЛЕР беа презентирани планови за организација на манифестациите кои што следат во наредниот период, Нова година, Водици и другите празници кои што се магнет за туристи. Во тек е изборот на нов председател на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Охрид. Актуелниот председател Атанаско Михаилов, повторно претендент за првата општинска партиска фотелја. Во јавноста се вртат уште неколку имиња на директори и јавни службеници кои се можни кандидати за оваа партиска функција. Актуелниот председател на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Атанаско Михаилов, повторно претендент за првата општинска партиска фотелја. Конкурсот за нов председател на Општинската ВМРО, кој беше распишан пред 1 месец, заврши и сега во тек е втората фаза, кога од страна на комисијата на извршниот комитет на партијата се врши селекција на пријавените кандидати. Од кога ќе се изберат неколкумина кои најмногу ги задоволуваат поставените барања, одат на интервју кај председателот на партијата, а за конечниот избор на председател на Општинскиот комитет одлучува извршниот комитет. Михаилов речиси 5 години начело на Охридскиот општински комитет. Неговиот мандат заврши уште минатата година, но не беше започната постапката за избор на нов председател поради закажувањето на парламентарните избори. Михаилов открива за ТВМ кои се неговите мотиви за повторно да се кандидира. Мислев дека после ваков период и после 3 вакви победи редно е да дојде некој друг кој што ќе работи на промена, веројатно и на стилот и начинот на работа, се со цел да се направат реформи кои ќе донесат уште поголеми победи. Меѓутоа бев под голем притисок на луѓето со кои што заедно ги работев претходните години. И од Општинскиот комитет, и местните комитети, и функционери, и наши активисти, членови на партијата, дека тимот кој што победува не се менува, победничкиот тим без капитенот, тешко би играл. И единствена причина заради која што поднесов кандидатура е точно не сакајќи луѓето. Непријатно ми беше кога ќе рече што сега ќе не останеш на цедило. Михаилов додава дека мотивот за уште еден мандат како председател на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН не му е личната амбиција за политичка функција. Тој не сакаше да коментира околу имињата кои се споменуваат во јавноста како негови против кандидати. Не сакам да шпекулирам со имиња. Луѓето кои што се занимаваат со тоа ги знаат. Знаете, во чарчијата се прават комбинаторики, кои се кандидира, како се кандидира. Не, тоа не ми е, ниту ме интересира, ниту тоа моја работа. Имиња кои се споменуваат како кандидати за оваа партиска функција се актуелниот директор на Охридската болница Љубен Арнаудов, директорот на Нискоградба Сашо Донев, потпаролот на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Никола Митровиќ, директорот на подрачната единица на Агенцијата за стопанисување со стамбен и деловен простор Гоце Цветковски, како и секретарот на општината Димитар Спасески. Инаку покрај нов председател Општинскиот комитет ќе добие и нови простории. Наскоро ќе се сели кај некогашната автобуска станица. Просториите се во сопственост на партијата и моментално се уредуваат. Молк од институциите околу поставувањето на двојазични табли во подрачната единица на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување во Охрид. И после 2 дена од нашето барање до ПИОМ во Скопје, во интерес на охридската јавност да добиеме одговор, дали поставувањето на двојазични табли е во согласно со Законот за употреба на јазици врз основа на која одлука истите се поставени, оттаму без одговор. Иако од страна на лицето за односи со јавност со кој што првично контактиравме, ни беше кажано дека ги добиле нашите прашања и истите ги проследиле до правните служби и дека одговорот ќе го добиеме уредно во најкраток можен рок. Ништо од тоа. Без став за двојазичните табли останавме и од локалната самоуправа од Охрид. ТВМ и понатаму ќе настојува да добие одговор на поставените прашања до институциите со цел охридската јавност да биде транспарентно информирана зошто се поставува двојазични табли на македонски и албански јазик во институции во општина во која нема 20% население кој го зборува албанскиот јазик. Градоначалникот заигра ракомет и фудбал. Тој денес и официјално ги промовираше двете дисперзирани спортски паралелки кои се отворија во рамките на средното училиште Ванчо Питошевски. Проговори за плановите, но и за проблемите со кои се соочија при нивното отварање.
Градоначалникот Никола Бакрачевски денес ги покажа своите афинитети кон ракометот, а богами кон фудбалот. Тој промовирајќи ги двете спортски паралелки кои оваа учебна година се отворија во рамките на средното училиште Ванчо Питошевски, заедно со идните ракометари и фудбалери заигра на теренот. Градоначалникот не го криеше задоволството што токму нашиот град доби можност да едуцира кадри кои подоцна ќе бидат дел од македонските репрезентации кои ќе не представуваат во светот. Она што е најважно за нас, значи го развиваме спортскиот дух кај младите генерации како еден вид на развој на здравите животни навики, а секако правиме голем исчекор кон развојот на спортот во општина Охрид. Двете дисперзирани спортски паралелки ги отвори Министерството за образование заедно со Спортската академија, а финансиски ги поддржа локалната. Во соработка со општината часовите ги води професионален тренер, физиотерапевт и заменик тренер кои работат со децата. Локалната треба да им набави опрема како и потребните реквизити кои ќе им служат за обавување на практичниот дел. Тренинзите се одржуваат секој ден и тоа во салата на СРЦ Билјанин извори, а дел од нив се одвиваат и на игралиштето во училиштето Ванчо Питошевски. Во паралелката за ракомет има 10 деца, а во она за фудбал има 25. Фудбалерите до пред една недела не можеа да држат практична настава бидејќи нема назначен тренер. Изборот на тренер е процес кој што го прават спортските федерации на Република Македонија. Ние само ја преземаме обврската да ги финансираме тренерите, односно учителите за одреден спорт, во професорите по спорт во овие паралелки, така да целокупната обврска за избор и селекција на тренер, односно на најпогоден кандидат за тренирање на децата ја имаат спортските федерации на Република Македонија. Инаку локалната има намера наредната година да отвори уште две паралелки, едната за тенис, а другата за кошарка. Во Охрид се одржа младински камп "Светското наследство во рацете на младите", на кој учествува вкупно 90 средношколци од Македонија и Албанија. Во рамки на кампот учесниците има можност да се запознаат со вештините за изработка на филигран, копаничарство, народната музика, сликање, правење кошници и други стари занаети кои се дел од богатото културно наследство во регионот. Кампот е завршна активност на прекуграничен проект чија главна цел е средношколците од Албанија и Македонија да учат, да ги ценат различностите и да го заштитуваат светското и националното културно и природно наследство. Водечки партнери во проектот се локалната агенција за развој од Струга и УНЕ Груја од Поградец, а меѓу останатите чинители се и канцелариите на УНЕСКО во Скопје и Венеција, Министерството за образование и наука, општини и средни училишта. Во градинката Лихнида се одржа аукција на рачно изработени кукли. За хумани цели, родителите купуваа играчки изработени од децата од предучилишна возраст. Во детската градинка Јасна Ристевска цела година се спроведува проектот "Од дете за дете", хуманитарна акција наменета за децата од ранливи категории. Во градинката Лихнида се одржа аукција на кукли. Родителите купуваа играчки во хумани цели. Играчките ги изработија децата згрижени во објектите на детската градинка Јасна Ристевска заедно со воспитувачките тимови и родителите. Собраните средства ќе бидат донирани во хумани цели во рамките на проектот "Од дете за дете", вели директорката на детската установа Роза Костеска. Покрај основната цел, значи креативноста да се изрази кај децата, имаме уште една цел од мали нозе да се учат да бидат хумани, да ги вреднуваат предметите, макар што за нивна употреба, за нивна лична употреба немаат некое значење, меѓутоа да им докажеме дека навистина имаат големо значење за некој кој што ги нема. Тоа е основната цел. Се надеваме дека ќе постигнеме нешто во развојот на децата, дека ќе станат хумани личности кои што ќе знаат навистина како да му помогнат на нешто навистина им му треба. За да се развесела детските срца кои живеат во семејства во социјален ризик или се без родителска грижа, покрај денешниот настан од градинката напоменуваат дека постојано спроведуваат и други хуманитарни активности. Акциите се спроведуваат во соработка со Министерството за труд и социјална работа и Центарот за социјални работи, кажува Костоска. Се однесува на собирна акција на храна, облека, обувки и други предмети кои што можат да се искористат
во семејства каде што престојуваат деца од социјално загрозени семејства, деца кои што престојуваат во домови без родители, исто така деца кои што подолго време престојуваат во болници. Еден голем дел од тие пакети кои што заедно во соработка со родителите и децата веќе се испратени во Центарот за социјални работи и секојдневно континуирано постои таа соработка. Се што ќе се собери на дневна основа се пренесува во Центарот за социјални работи и потоа се дистрибуира онаму каде што навистина е потребно. Проектот од Дете за дете во детската градинка Јасна Ристевска се спроведува во текот на целата година. Следна аукција ќе се одржи во месец февруари, додека собирната хуманитарна акција на пари, облика, храна и други предмети ќе се одвива во континуитет. Општина Дебрци и регионалната занаетчиска комора Охрид подпиша меморандум за меѓусебна соработка и партнерство. Градоначалникот на општина Дебрца Игор Трајковски и председателот на регионалната занаетчиска комора Сашо Богоевски се согласни во духот на взаемност и разбирање, заедно да придонесат за успешна реализација на проектите и програмите за работа кои се во интерес на општините и занаетчиите. Градоначалникот истакна дека општина Дебрца ќе настојува преку разни форми на поддршка и конкретна помош да придонесе за остварување на проектите водени од занаетчиската комора. Секторот за внатрешни работи Охрид поднесе кривична пријава против едно малолетно лице од Кичево и 18 годишен жител од кичевското село Брждани. Пријавата е поднесена поради постоење основи на сомнение дека заедно сториле две казнени дела тешка кражба. Двајцата од две куќи на улица Париска комуна во Охрид во два наврати во месец март и септември провалиле и одзеле 400 евра, 300 американски долари и 2000 српски денари, мобилен телефон, алкохолни пијалоци и еден детски велосипед. Пријавените со извршените казнени дела се стекнале со противправна имотна корист од 45.000 денари. 250 најдобри каратисти од балканските земји ќе продефилираат утре и задутре во спортско-рекреативниот центар Билјанин извори на 16-тото балканско првенство за карате. Македонија и Охрид за прв пат се домаќини на балканското првенство, кое е исклучително силно надпреварување. Потврда за врвниот квалитет е фактот дека на европските првенства балканските земји партиципираат со над 50% од освоените медали, што е гаранција за вистински спортски и организацијски дух. Новото издание на емисијата Филмско око ќе можете да го погледнете по завршување на дневникот. Авторот и водител Ѓоко Симјановски и вечерва подготви интересни содржини за љубителите на филмската уметност. Пациент со симптоми слични на ебола е примен во текот на ноќта во болница во Приштина, јавија косовските медиуми. Присуството на вирусот ебола се уште не е потврдено со неопходните анализи. Како што пренесуваат приштинските медиуми, пациентот можел да дојде во контакт со вирусот на ебола за време на престојот на Аджилак, следуваат вестите од светот. Генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки Мун изјави дека фондот кој е покренат за борба против епидемијата на ебола има само $100,000 на сметката. На сметката биле уплаќани милиони долари, но средствата брзо се трошат. Тоа повика меѓународната заедница да обезбеди $1,000,000 со што ќе се овозможи до 1 декември да се намали стапката на пренесување на заразата. Во меѓувреме, американскиот председател Барак Обама му нареди на Пентагон да ја повика националната гарда како и резервниот состав да помогнат во справувањето со еболата во Западна Африка. Вашингтон веќе најави дека ќе испрати 4.000 војници во тој регион за да обезбедат логистичка поддршка во напорите за запирање на смртоносната болест. Италијанскиот премиер Матео Рензи, домаќинот на Евроазискиот самит во Милано, ги оцени како доста позитивни изгледите за решавање на украинскиот конфликт по разговорите на оваа тема меѓу рускиот председател Владимир Путин, украинскиот Петро Порошенко и европските лидери на маргините на самитот, но дека се уште нема знак за напредок. Путин, Порошенко и европските лидери утрово имаа работен состанок, на кој рускиот председател ги уверил другите лидери дека Русија не сака да ја подели Украина или пак да се замрзне кризата. Синоќа пак Путин разговараше со Меркел, а потоа Кремљ оцени дека има сериозни разлики во мислењата.
Турција не доби место во Советот за безбедност на Обединетите нации. Причина е одбивањето на Турција да се вклучи во борбата против джихадистите на Исламската држава и непружање помош на курдите во сирискиот град Кобане, сместен непосредно покрај сириско-турската граница, кои неколку недели водат тешка битка со милитантните сунитски исламисти. Во Обединетите нации се гласаше за пополнување на 5 од 10 места што во Советот за безбедност се определени за непостојаните членки. Беа избрани Шпанија, Нов Зеланд, Ангола, Малезија и Венецуела. Синот на американскиот подпредседател Џозеф Бајден, 44 годишниот Хантер Бајден, отпуштен е годинава од резервниот состав на американската морнарица, откако неговиот тест на кокаин бил позитивен, потврди денеска американски представник. Хантер Бајден беше офицер од 2012 година, но минатата година падна на тестот за наркотици. Тој во соопштение до јавноста изрази жалење поради тоа. Ова е се што подготви информативната редакција на ТВМ за денес. Пријатно!